Хрватски политички зверки, бизнис тајкуни завршија зад решетки. Големи судски процеси се водеа против екс-премиерот на Хрватска Иво Санадер. Судски процес се водеше и против хрватскиот тајкун Тодорич. Судски процеси се водеа и против градоначалникот на Загреб Милан Бандич. Како Хрватска го реформираше домашното правосудство? Хрватска стави приоритет на борбата против организираниот криминал. Процесите кои вие ги спомнавте против поранешниот премиер Санадер, против Бандич и мислам кој почина во меѓувреме, нели неа истера постапката до крај, вродија со плод. Значи, тие афери како Фими медија беа процесирани во јавноста, мислам беа објавени во јавноста и одлично процесирани од страна на судовите. Вродија со плод со тоа што Европската комисија даде позитивна оцена за Хрватска во борбата против организираниот криминал. Хрватска моментално се соочува со други предмети на организиран криминал од страна на Европското јавно обвинителство, обвинителката Ковеси, кој ги покрена против поранешната министерка за култура Габриела Жалац и останати членови на поранешните влади на Санадер во однос на испроприација на европски фондови. Така што борбата против организираниот криминал продолжува и е секако приоритет на хрватските власти. Што направи Хрватска пред влезот во Европската унија во делот на реформирање на хрватското правосудство? Исто како што прави секоја земја Чомовски. Значи, заради Хрватска беше измислено поглавје 23, односно реформите во правосудството. Реформите во правосудството предвидуваат обсежни реформи, не само козметички реформи, и донесување на секако консистентна стратегија и акцијски план за реформа на правосудството. Прво и основно се зајакна надлежностите на судскиот совет и советот на јавни обвинители, се зајакна и покрај капацитетите, меѓутоа се зајакна и транспарентноста на тие тела. Академијата за суди, односно правосудна академија, стана единствена централна точка за влез во судството во Хрватска, се зајакна етичките компетенции со организирање и самоорганизирање на тела внатре во судската власт. Меѓутоа, овие измени не дојде од страна на Министерството за правда, ниту од надворешно тело, не дојде од самите суди и носителите на судските власти. Претежно од Судски совет и Врховен суд на Хрватска, кои заедно успеат до некој степен да постигнат независност, не? Колкава е довербата на хрватските граѓани во делот на судството и кај делителите на правдата? Во Хрватска е на високо ниво. Некаде околу последните проценти кои анкетите ги покажуваат, анкети во однос на Агенција за статистика и невладиниот сектор, укажуваат негде на 37 или 39% доверба на граѓаните во правосудството, иако мислам тоа според мене може да биде и поголемо, меѓутоа во секој случај довербата на правосудството е поголема отколку во Република Северна Македонија. Кај нас имате обратен процес, кај нас имате властите каде што е секоја политичка партија или кој да е во изборна кампања, ветингот на судите го најавува како инструмент за заработување на повеќе поени. Ме разбирате? И самото тоа што најавувате ветинг во суди, имплицирате дека правосудството е без контрола. И просечниот граѓанин нормално дека тоа го купува, не? Сметате ли дека евентуалниот ветинг во македонското правосудство би можел да даде резултати и кој тоа би го спровел? Или кој би требало тоа да го спроведе? Тоа е добро прашање. Видете, значи ветингот не е само секунда, се извинувам. Значи, ветингот, и сум напишал и во колумни, сум ставил и на поранешни гостувања во вашата ценета емисија, сум бил изричито против ветинг, бидејќи по моје искуство. Меѓутоа, моето искуство и моето мислење не е битно. Битно е што меѓународните документи и мислења кажуваат за тоа. Имате ветинг во Албанија кој се случи од страна на судите, каде што буквално имавме застој на целиот судски систем, на сите предмети. Граѓаните не ја добија нивната правда, ниту во кривична постапка, ниту пак во како жртви, не, и буквално во граѓанска постапка.
И Европската комисија излече заклучок од тоа дека повеќе ветинг нема да го препорачува како метод или инструмент за придобивање на судската независност. Над тоа, Венецијанската комисија укажа на постојањето дека нема меѓународни инструменти, односно нема модалитет предвиден во меѓународните договори за независност на правосудството за ветинг, односно нема инструмент како би се разграничила поделбата на властите, конкретно во ветинг. Во последното мислење на Венецијанската комисија, апропос мислењето на Советодавниот совет на европските судии, Венецијанската комисија утврди дека ветингот не може да се изврши, дека е негативно решение, бидејќи задира, бидејќи во конфликт со началото со членот број 6 од Европската конвенција за човекови права, каде што кажува дека судската независност е интегрален дел од фундаменталните демократски принципи и сепарацијата на властите. И Венецијанската комисија изричито упатува на тоа дека не смее да има ветинг како модалитет или начин за прочистување на независноста на судството. Ако според вас ветингот не е решение во македонското правосудство, како до неселективна правда и ефикасни и брзи судски процеси? Да, ние можеме да го следиме македонскиот пример, Чомовски, бидејќи видите, имате професионални суди кои се едуцирале кроз целата кариера, имате суди кои секако не се добри, не се подобни да бидат суди, меѓутоа со ветинг ги ставате сите јаболка во една кошница и го валкат интегритетот на добрите суди, да ги кажем добрите суди. Хрватска и го следеше моделот на Австрија, го следеше моделот на Словенија и другите западноевропски земји, каде што судите само регулативно почна да ги прават реформите во правосудството, односно да го прочистат правосудството од неподобните суди и воено да зголемат ефикасноста при решавањето на предметите. Го имавме на конкретно, ево, дека го земам мислењето на Советодавниот совет на европските суди. Таму кажува два параметри клучни за само прочистување, односно само ефикасност на судството. Првиот параметар е проверување на имотната состојба на страна на судите, од страна на претседателите на суди, каде што оверсайт, односно на надзор ќе има Врховен суд. Тоа е само регулација. Втората предпоставка или вториот столб е конкретно зајакнување на само регулаторните тела, како Советодавно тело за етика на судите, каде што телото со преку активности ќе биде видливо и ќе лобира во името на судите и ќе кажува што е точно, што не е точно, и секако тука неизбежна е улогата на судскиот совет. Судскиот совет не смее да биде само пасивен механизам кој и реактивен, кој надзира работата на судите само по представка или по нешто друго.